Карцином на дојка кај женскиот пол е најчесто дијагностициран карцином и водечка причина за смрт од рак. Болеста вообичаено се поврзува со појава на грудка на кое било место на дојките или под пазувите, но постојат и други знаци кои може да помогнат во порано откривање на заболувањето. За навремено дијагностицирање се препорачуваат чести прегледи кај лекар, ехо на дојките, а по потреба и мамографија. Дигиталната мамографија овозможува да се добијат снимки од дојките во дигитален формат на компјутерски екрани и навремено да се постават дијагнози. Кумановската болница последните 2 години располага со современ апарат за мамографија. Термин може да се закаже преку интегрираниот национален систем за електронско закажување и евидентирање на медицински интервенции Мој термин. Секоја недела се прави скрининг, значи програма од повеќе од година дена. Редовно си доаѓаат пациенти, си закажуваат преко таа линија што е значи отворена преко интернет и тука си ги добиват услугите од мамографија. Значи секако дека има и патологии и добро е што апаратот е еден од поавансирани со подобар квалитет, така да значи рано откривањето секогаш е добро и за пациентот и за сите, мислам, и за трошокот и понатака. Пошто тоа бара подолг третман, самата болест на дојка. Од тој аспект мислам дека задоволни сме од последните 2 години од кога работиме со овој апарат. Значи, олесната ни е многу работата и со самото тоа и самите услуги кои ги добиват. Значи, сем мамографията тука ја добиват и ехо контролата на дојка, која е многу клучна при рано откривање на болести на дојка. И се надевам дека така ќе продолжиме и во иднина. Тука не можеме да направиме дистинкција од возраста. Имаме пациенти од секоја категорија, иако претежно млада популација тие се болести кои се од бенигнен карактер, така да од тие лошите проблематики кои ги често гледаме кај повозрастните, во млада популација ги нема. Тоа е еден ланец кој треба да се почитува од секој пациент, од матичен доктор па понатака, значи да биде информиран од почетокот како треба да оди, значи самата процедура и прегледот на дојка. Значи од матичен доктор треба редовно да ги праќа пациентите кои се од критична категорија, значи на 40 години пациентите се праќаат за редовни контроли на дојка. Тука почнува со ехо и после мамографија. И тоа ќе тече понатака до крај.